Обуки за поефикасно вработување на лицата со попреченост во Полошкиот регион, одржа Сдруженијето Хендикеп Тетово. Во улога на посредник помеѓу предпријатијата и оваа категорија лица, Сдруженијето има за цел да ги подготви за полесно вклучување во општеството и работниот процес. Денеска имаме една обука за лица со посебни потреби, за како да ги спремаме нив да бидат подготвени за пазарот на трудот, значи за нивно вработување. Истовремено, заедно со две други наши партнери, наша порака од Куманово и моја кариера од Скопје, работиме како да ги споиме, да речеме, лицата и предпријатијата, како поедноставно да бидат вработени и да бидат дел од пазарот на трудот во нашето општество. Во Македонија е законот за вработување на лица со посебни потреби, каде што и самите фирми имат интерес нив да ги вработуваат заради олеснувањите што ги одредува законот. Значи, интересот е заеднички и за предпријатијата и за лицата. Во Сдруженијето Хендикеп функционира и едукативниот центар, кој е финансиран од родителите на лицата со посебни потреби и од самото Сдружение. Од таму се надеваат дека центарот повторно ќе започне да функционира во рамките на општината. Во склоп на Сдруженијето функционира едукативниот центар, каде што работат двајца дефектолози кои индивидуално работат со децата што имаат тешкоти во едукативниот процес. Значи, тука се работи само индивидуално, али за жал ова е на терен на самите родители и Сдруженијето кои ја одржува овој центар. Се надеваме наскоро можеби општината, пошто овој центар произлезе од акционен план што сите инвалидски организации во Тетово го подготвија за општина Тетово, но за жал се уште општината немаше сили да го одржува овој центар, што се надеваме во иднина тоа и ќе го стори и да ги улесниме родителите кои веќе и со проблемот им се наметнува ситуацијата и да инвестират за еден проблем што ние како општество треба сите да се ангажираме. Од Сдруженијето информираат дека од наредниот месец во соработка со Текстилното училиште во Тетово ќе започнат со реализација на проект за вклучување на децата со посебни потреби во спортски активности.